Значи капацитетот Дрисла во еколошка смисла на зборот, значи заштита на животната средина, ингеренција на Министерството за животна средина, заштита на животна средина. Јас не можам да знам, јас сум градоначалник само 2,5 месеци, нели? Во тие 2,5 месеци јас бев тој што го иницираше проблемот на Дрисла на волку високо ниво во јавноста со цел да испровоцирам работа на останатите органи. Не можам да знам зошто некој пред мене, како градоначалник или како администрација, или некој пред постојните министри и заменици кои што се 6 месеци министер за и заменик министер за заштита на животната средина, не го направил ова што ние сега го правиме. Тоа веројатно ќе треба да го побарате како одговор кај луѓето кои што беа градоначалници на Скопје пред мене или што беа министри, заменици министри пред актуелниве. Она што посветено го работиме секојдневно е тоа што го зборував и јас во изборната кампања, заштитата на животната средина и прочистувањето на амбиенталниот воздух е на врв на приоритетите моја како градоначалник, на градската администрација и на Министерството за заштита на животна средина и тоа го правиме. За прв пат, после долги години, имаме изречено казна на Дрисла како капацитет, имаме утврдено посебен режим за работа на инсинераторот. До сега некој не си е работел работата за која што граѓаните го плаќаат. Тоа што е дадено како задолжение од страна на Министерството, јас верувам дека ќе се исполни. Очекувам дека согласно тоа што го добив како информација, до крајот на февруари на постојната печка ќе биде поставен воден филтер со цел да се избегнат толкав интензитет на честички од инсинераторот во Дрисла и дека е во тек набавка на нова печка. Индикативно е зошто тоа досега не е направено, имајќи во предвид дека градот се јавил како гарант за набавка на нова печка во 2012 година со давање на меница во висина од 700.000 евра. Зошто од 2012 до 2018 тоа не е направено, ќе видиме во некои други постапки веројатно. Дали имате план за дислокација на некои споменици од Скопје 2014 или само е ова што досега сме слушнале забрана за изградба на нови фасади? Во рамките на ингеренциите што ги имам јас како градоначалник, стопирани се активностите за изградба на проектот Скопје 2014. После анализата на состојбата, градежната состојба на тие објекти, онаму каде што градот се јавува како инвеститор, ќе постапиме согласно решенијата, бидејќи знаете за нас решенијата ги носи општина Центар, во смисол за дислокација или за уривање. Во формален аспект не можеме ние самите да иницираме рушење, бидејќи немаме таква законска ингеренција.